Граѓаните на Кочани и покрај епидемијата предизвикана од коронавирусот сепак се заинтересирани и прашуваат за аранжмани во и надвор од државата. Најголем интерес буди прашањето дали после така наречениот втор бран на заболени од COVID-19 во државата ќе им биде дозволено на македонските граѓани да влезат во државата без да поминат 14-дневен карантин. Моментално нашите клиенти се заинтересирани, телефонски ни се јавуваат и не прашуваат постојано за нашите аранжмани, како и што знаат повеќето наши клиенти дека аранжманите се највеќе за Бугарија, за Грција, исто така имаме и за Албанија. Моментално ситуацијата во Бугарија со нашите македонските државјани е дека сите тие кои што влегуваат од Македонија во Бугарија ги исследува 14-дневен карантин поради ситуацијата со COVID-19. За Грција се уште информацијата стои дека не е задолжителен карантин, но до крајот на неделата ќе имаме подетални информации. Да се надеваме дека ворената состојба би требало да заврши оваа недела, за да можеме полека да се враќаме во таа новата нормала. За Албанија се уште немаме информации, но според тоа што располагаме дека по се изгледа се уште ќе важи забраната за влез на македонски државјани, освен ако не добиеме некоја друга информација. Но сега за сега располагаме со аранжмани во Македонија. Значи имаме во Охрид со едно ноќевање, со две ноќевања, имаме за Дојран, а исто така имаме и еднодневни прошетки. Инаку сите туристички агенции во државата уште пред 2 месеци истакнаа дека имајќи ја во предвид состојбата со пандемијата, сите туристички летни аранжмани за целата сезона, односно за лето 2020 година, се откажани за реализација од страна на туристичките агенции. Ова е генерална одлука се додека не се створат услови за повторно безбедно патување. Од туристичките агенции истакнаа дека се надеваат на брзо справување со корона епидемијата и враќање во нормала, а со тоа и реализација на летните одмори.